Вечер, кратовчанки, добра вечер, кратовчани, добра вечер, членови на ВМРО ДПМНЕ и нивни симпатизери, добра вечер на коалиционите партнери, на коалицијата за подобра Македонија, оти оваа Македонија заслужува да биде подобра, зашто е многу лоша. Почитувани припадници на сите етнички заедници, почитувани македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, египтјани, кои да сте подеднакво сте ни важни во оваа земја. Без оглед дали сте овде или сте низ Македонија. Малку мир дојде во мене, зашто денеска ја завршивме последната, петата дебата, како што знаете. Резултатот ви е познат, инспиративен е, но она што би сакала денеска да го споменаме е поддршката од надвор, која многу ни значи. Како што знаете, председателот на Европската партија, на Европската народна партија, господинот Дол, застанува зад нас, тоа го вети во Брисел, пред него тоа го стори господинот Курц. Навистина е тоа европски силен ветар во нашите едра реформски, во нашите опозицијски едра, во нашите изборни едра, она што доаѓа на 21 и на 5 мај. Денеска се обврзав и ќе го повторам тоа, сите мои говори да ги почнувам со следново. Ако пред некој ден реков дека свеста кај нас, кај мене за еколошката криза, што се надвиснала над светот, ама особено во Македонија, не само што ја гледаме, туку ја чувствуваме, се одразува на нашето здравје, на здравјето на нашите најмили, на најмладите, на најранливите, само власта како да не гледа дека нешто болно има во Македонија. Денеска со двајцата други кандидати подпишавме изјава дека цврсто ќе застанеме зад широката коалиција на повеќе од 20 невладини организации во Македонија кои цврсто решиле, и јас им се восхитувам, да се борат со сиромаштијата во Македонија. Тоа е една од најголемите закани во светот денеска. Не знам дали знаете, но шокантен е податокот дека 40% од граѓаните во Македонија се борат или се на ивицата на борбата со сиромаштијата. Ако сте сиромашни, ако сте гладни, ако сте осамени, ако сте напуштени, тешко дека може да ги уживате другите права. Но јас не сум сигурна дека власта е сигурна за оваа страшна закана по нејзиниот народ. Зошто го велам ова? Може би звучам цинично, иако не сакам. Ама ако луѓе кои се колнат во социјалдемократија, во солидарност, во хуманизам, во социјална држава, секој ден прават инциденти познати под синдромот живка министерка, тоа е лично со делата на Бранислав Нушич, кој живеел во Скопје, и ги опишувал луѓето кои наместо да се солидаризираат со народот, се фалеле со нешта што другите не ги поседуваат, иако тоа не е за фалење, може би е дури инфантилно,
да се фалите со мотори, со коли, со глисери, наместо барем да имате образ да го скриете богатството, оти тогаш живеете во некој друг свет, ваш свет, кој што е далеку од тажниот и тежок живот на граѓаните. Јас се обврзав дека, доколку станам председателка на Република Македонија, ќе бидам првата амбасадорка на сиромашните. Дека ќе се откажам од дел од средствата за нив. Дека ќе живеам во контакт со нив. Дека не може јас да се чувствувам добро ако половина од граѓаните се чувствуваат лошо. Ама се чини дека нема кој да ги чуе овие граѓани или дека не сакаат да ги видат овие граѓани, зашто си го живеат својот прекрасен европски живот, додека граѓаните се на дното. Тоа не смееме да го прифатиме. Тоа нека биде една од нашите заложби и ветувања дека, доколку победиме на 21 и на 5 мај, дека ќе го видиме македонскиот живот и човек со широко отворени, а не како тие со затворени очи. Дека ова нема да биде само ветување на председателката, туку дека на предвремените парламентарни избори од сиромаштијата од умот нема да се тргне мислата на оние што ќе бидат ново парламентарно мнозинство, дека сите чекори ќе ги насочат најнапред и најбрзо кон оние на кои им е најпотребна помош, наместо да уживаат во власта. Ние ќе бидеме поинакви од нив. Ние не смееме да бидеме како нив. Оти Македонија не смее само во уставот да биде социјална држава, туку мора да биде во реалноста социјална држава, во која и кога некој е невработен, и кога е некој болен, и кога е некој сам, и кога е несреќен, има право на пристоен живот, има право на човечки дигнитет, има право на човечки интегритет. Тие ги заборавија овие обврски. Она што ме загрижува деновиве, се думав дали да го кажам, е врзано за предизвикот, ултиматумот од Европската Унија и нужноста од фер и демократски избори. Не плашете се за мене, ако добивам специфични прашања во дебатите. Мене тие само ме предизвикуваат и ме инспирираат да бидам подобра од другите. Не секирајте се за билборди, замислете. Морав денеска да речам дека се срамам како експерт за изборно право. Да видите билборд на кој што не кажувате за себе зошто треба некој да гласа. Не кажувате што е вашата предност, вашата посебност, зошто треба граѓаните за вас да се определат, туку велите дека ако гласате за Гордана Силјановска-Давкова, гласате за груевизмот. Замислете, ова не е само лоша кампања, негативна кампања. Ова е подземна кампања. Ова е морбидна кампања. Ова е ад хоминем кампања. Ама, мислам дека забораваат дека во партиските пазуви на консенсуалниот кандидат е ахметивизмот.
забораваат дека не може да биде синоним за евроинтеграции некој кој што е начело на секретаријатот за евроинтеграции, а за кој имаше покренато обвинение. Дека не само што заевизмот не е тоа филозофија, туку е методологија на авторитаризам, на тоталитаризам, туку сталинизмот се уште бил жив во Македонија. Ке почнати да не бришат, можеби, од сликите како што тоа го правеле некогаш. Ама нашиот народ, ние си го почитуваме. Вие сте мудроста на Македонија. Вие сте умот на Македонија. Вие сте совеста на Македонија. И не може да ве заведе некој трагикомичен билборд. Јас тоа го знам. Вие ги слушавте во 5 дебати аргументите и зборовите. Вие може да оцените кој е кој. И јас мислам дека од тоа ќе се водите при гласањето. А ние, тоа што го кажуваме, го помниме во срцето, го носиме и го докажуваме. Тие го забораваат, тие постојано го негираат, па не знаат што ветиле, што сториле, а што негирале. Тоа е нивниот кошмар. Ние сме нивниот кошмар. Само исплашени луѓе посегаат по пораки до членството за сомнителни апликации преку кои што можат да влезат во приватниот живот на нивните членови и симпатизери. Тоа е она што е познато под името големиот брат. И јас мислев дека Орвел не живее во Македонија, ама тука бил. Но масовноста ќе го спречи и ова. Токму ваквите потези ги охрабруваат граѓаните да доаѓаат по плоштадите, да разговараат со нас, да покажат дека не се плашат од ништо, зашто мај е вистинскиот месец за промени, не само за пролет, туку за вулкански промени во македонската политика. Се надевам дека големиот македонски народен бран на гласачките кутии ќе ги спречи манипулациите, ќе ги спречи нерегуларностите, зашто масовноста е гаранција за демократијата. Мора изборно да ги делегитимираме уште еднаш, по кој знае по кој пат, и да му дадеме можност на нашиот премиер, кој е длабоко растрчан во кампањата заедно со сите министри, наместо да ги решава прашањата на македонскиот народ, зашто тој е премиер и тие се министри слуги на сите граѓани, а не само на членовите на СДСМ и нивните коалициони партнери. Тие не прават разлика меѓу држава и партија, ама ние правиме. И затоа ќе ги подсетиме и ќе ги победиме и ќе им овозможиме барем еднаш она што го ветиле да го исполнат, да спроведат предвремени парламентарни избори. А јас се разбира, она што сум го напишала во програмата со помош на мојот тим, ако бидам избрана за председателка, ќе го реализирам. Што значи тоа?
Тоа значи дека уште еднаш ќе потврдам дека македонската економија ја замислувам како зелена економија, како одржлива економија, ако сакате како умна економија, а председателот во тој поглед може да игра улога на некој кој има смисол за економска дипломатија. Она што тие воопшто не го искористија, а што има огромна сила, тоа грците најдобро го знаат, е познато како јавна дипломатија. Тие ко Божем водат традиционална дипломатија, но дури ни традиционална дипломатија, што ќе рече дипломатите како најважни представници, амбасадори и бранители на идејата за Македонија, односно на националните интереси за Македонија, тешко го спроведуваат. Зошто? Зошто видовме дека во собранието не можевме дури ни биографиите да ги чуеме на луѓето што ќе одат во името наше и на Македонија по светот, а камоли нивните визии. Тоа е лошо менаџирање на дипломатијата. Кога велам дека верувам во јавната дипломатија и дека извонреден пример за тоа е соседна Грција, мислам на огромната улога на научниците, на уметниците, на културните работници, на сите оние кои по светот шират прекрасна слика за малата, но голема, културно, образовно, научно Македонија. За жал, на нивните телевизии, во нивните вестници, никогаш не сум видела на насловната страна некој уметник, не сум видела некој музичар. Се разбира, само себе си се гледаат на телевизиите и во вестниците. 24 часа не слегуваат од екраните. Ту се како представници на државата, ту се како представници на партиите, низ изборите, си се фалат, себе се промовираат, блескаат, светат, сите им завидуваат, сите им се восхитуваат, одва и чекаат да ги добијат наградите, ама јас мислам дека најбрзо ќе си заминат. Се разбира дека како жена не можам да заборавам на родовата димензија во дипломатијата и во сите други институции, државни и јавни организации. Јас сакам да верувам и верувам дека во Македонија жените ќе гласаат за жена. Не зашто е жена, туку зашто знае и умее како секој маж да ги направи нештата, само сега на специфичен женски начин. Ја очекувам женската поддршка. Ветувам дека каде и да сум, нема да заборавам народовата еднаквост. Не заради женска суета, туку затоа што рамноправноста родова е доказ за демократски капацитет. Тие за ова немаат смисол ни очи ни уши, зашто од 26 министри само 4 се министерки. Тоа ли е рамноправност? А паметам кога зборуваа пред изборите за потребата од родова еднаквост, за феминизација на политиката,
за активност на жените на сите нивоа. Не, тоа се нивни предизборни ветувања, ама тие ги исполнуваат оние што не ги ветиле. Не видов ниту една програма во која пишуваше дека ќе го менуваат името, а го сменија. Се колнеа дека никогаш тоа нема да го сторат. Го сторија. За нив химната како да нема значење, ама за нас е тоа македонската животна филозофија. Право, правда, непрекината борба за правдини. Зошто со право и со правда се гради Европа во Македонија. Не, тие имаат договор, ама нема да добијат датум за преговори. Јас од срцето сакам да добиеме датум за преговори. Со срцето, ама умот ми вели дека нема да го добиеме. Тажна сум заради тоа, ама стандардите се неминовни, а тие велат владење на право, а тие само политика, па политика, па политика, и тоа каква политика? Балканска политика не е европска политика. Тие немаат смисол, ниту желба имаат, ниту знаење имаат, целосно се политички импотентни за препознавање на потребата од квалификувана, стручна, посветена на граѓаните државна и јавна администрација. Се фалеа дека ќе се борат со непотизмот, ама непотизмот е нивната политичка филозофија. Нема министер кој не вработил некого од семејството. И не се загрижени за тоа. Да не говорам за корупцијата и криминалот. Тие, стимулирајќи ја и толерирајќи ја корупцијата и криминалот, го рушат суверенитетот на Македонија. Ја прават Македонија слаба држава. Ја прават Македонија пропадната држава. Процесот на одлучување наместо во силни и стабилни институции го лоцираат меѓу двојки, тројки, четворки во неформален, на неформален начин, во неформални структури одлучуваат за најважните национални прашања. Јас тоа нити го поддржувам, нити ќе го практикувам. Мојот кабинет ќе биде синоним за знаење, за посветеност, за идеи, за европеизација. Од јас нема да си ги изневерам студентите, предавајќи им европско уставно право и политички систем на ЕУ и велејќи им дека мора се да знаеме за европските институции, за европското право, но мора и да бидеме компатибилни, оти тоа е процес. Мора да ги знаеме истите вештини, да делиме исти вредности. Но тие тоа не го прават. Затоа се далеку преговорите за ЕУ за нив. Ама ние ќе се вратиме на европската патека. Таа е овде, во Македонија. Таа не е пат кон Брисел. Но тие тоа никако да го согледаат. Си останаа закопани во транзицијата. Ништо не сторија за демократската консолидација. Денеска бев во Куманово. Се шокирав. Ми велат повеќе од 20 години. Само една партија е на власт во Куманово. Си велам, можно ли е тоа?
Дали може би се уште не е на власт Сојузот на комунистите, партија за демократска преобразба? Се чини така е. Па како тогаш ние ќе одиме во ЕУ? Со совет на општина во кој што нема дебата, не се почитува опозицијата, нема промена. Замислете, 20 и колку години една партија или едно мнозинство да биде на власт. Па тогаш ние имаме проблем со повеќе партискиот систем. Ние имаме проблем со демократските и фер избори. Тоа нема да го толерирам. Ке го користам ветото за да промовирам уставност и законитост, а не да манифестирам председателска моќ. Ке се обраќам до парламентот, обраќајќи им се ним, но и вам, за да чуете дека вашите проблеми и интереси јас сум должна да ги бранам и да ги застапувам. Се разбира, замислете, денеска добив прашање од млад човек, како ќе сум била председател на државата, врховен командант на вооружени сили, без знаење во разузнавањето и во безбедносните структури? Замислете, она што секаде е хендикеп, овде е предност. Па згора и добив прашање дали знам колку броела нашата армија. Се разбира дека знам. Веднаш му одговорив, па некаде околу 6500, ама велам што правиме со резервистите, од кои се откажуваме, а 25.000 луѓе се бројка. Но знаете што? Во развиените земји, ако сте го поминале животот во номенклатурите, оперативни, аналитички, разузнавачки, кон вас ке има резерва за да бидете председател на државата. Оти тогаш сигурно вие ке мислите дека некој ве следи, зашто вие сте ги следеле луѓето. Тоа е оној синдром со кој треба да раскрстиме на сомнително лице од Бранислав Нушич. Ние сме сомнителни лица за нив. Зошто? Зашто сме го поминале животот на универзитетите. Сомнителни сме зашто објавуваме надвор, за разлика од нив. Сомнителни сме зашто нашите имиња значат нешто во науката. Не сме ние сомнителни. Ние сме кредибилни и ако не почитуваат во научниот и во стручниот свет, ќе не почитуваат и како политичари. Се разбира дека кога веќе почнав да зборувам за армијата, не треба да забораваме на лошите услови на живот на војниците. Не е доволно да се фалите дека учествуваат во мировните мисии, дека извезуваат мир, наместо да увезуваме немир во Македонија. Треба да се грижите за нив. А грижата ви е позната. Таа се сведува на грижа за чевли, и тоа во недоволен број, што е исто така трагикомично. Таа се сведува на фалби, таа се сведува на неводење сметка за тоа да се договарате, да трагате по консензус со постојниот врховен командант на вооружените сили, за да водиме ние и воена дипломатија надвор. Тие недржавнички се однесуваат
кога не сваќаат дека во сите заеднички надлежности треба да сторите се за да дојдете до решение што е важно за македонската безбедност и за македонската држава. Не им е државата ним целта, сами си се цел за себе. Си велат ние правниците, велиме карпе дием, фати си го моментот. Тие моментот си го бркаат за да се збогатат пред да си заминат. Го имате мојот збор дека во Уставниот суд, во статусот гувернер, во Советот за безбедност, при доделувањето на одликувањата и признанијата, секогаш ќе се водам од знаењето, од стручноста и компетентноста, од на добар професор, на добар учител, кој учи само на знаење, на инвестиција во знаење и кога ќе биде политичар, не му личи да заборави на најважните човечки критериуми. Тоа ќе ве инспирира вас, младите, да останете овде ако бидете како најдобри на најдобрите позиции, ама кај нас најлошите се највисоките позиции. Погледнете листата на советниците. Погледнете ги кои се министрите. Погледнете ги замениците. Дали тие можат да водат одговорни политики? Не можат. Затоа, почитувани граѓани, доаѓа време за промени. Промената почнува на 21 и на 5 мај, а потем набрзо ќе продолжи во една нова одговорна влада, која проблемите на граѓаните ќе ги решава, а не сопствените привилегии, со право и правдини за Македонија. Ви благодарам. А сега, почитувани, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски.